Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежда и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравјето и храната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Сречен поздрав од студиото на Радио Гласна надежда од Кавадарци. Ја започнуваме нашата утринска програма Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Еве не денеска повторно заедно. Денеска сме 15 ноември, среда 2023 година или 370 ден во оваа тековна година. Верувам дека сте добро, дека сте разбудени и подготвени сме да ја проследиме и нашава денешна емисија. Започнуваме со мисла на денот и ово утро сакам да прочитам два текста од Светото писмо, потоа ќе дадеме и краток коментар. Читам од Евангелието според Марко, 13 глава, од 33 до 37 стих. Еве што кажува овде апостол Марко. Внимавајте, бдејте, зашто не знаете која ќе биде времето. Како човек кој тргнува на пат, ја остави својата куќа и ги овласти своите слуги, секому му ја одреди неговата работа, а на вратарот му нареди да бдее. И така бдејте будни, зашто не знаете која ќе дојде господарот на куќата на вечер или на полнок, или кога петлите ќе пропеат или наутро, за да не дојде одеднаш и да не ве најде заспани. А што ви зборувам? Вам на ситим зборувам, бдејте. Или во друг превод значи бидете будни. Што значи да се биде буден, почитувани? Што значи да бдееме? Тоа значи да го во христијанскиот живот да го насочиме својот живот кон Бога, да правиме се за слава на Бога. Односно, да се гледа значи да се биде со Христос, да се биде свесен за Божето присуство. И овде гледаме во овие текстови што ги прочитавме како Исус им се обраќа на своите ученици и вели внимавајте. Гледајте затоа што не знаете кога ќе дојде тој час. Тоа исто како некој човек кога ја напушти својата куќа, како овде што вели текстот, и оди на пат, и така натаму домакинството му го предава на слугата, меѓутоа не знал кога ќе се врати домакинот, односно газдата. Овој текст укажува на Христовото повторно враќање, односно второ враќање, и затоа ние не знаеме кога Христос ќе се врати точно, ниту денот, ниту часот, ниту годината. Иако некој покушава да одредат година на Христовото враќање, меѓутоа тоа не е наше. Наше да бидеме будни, да бидеме постојано готови. Еве сме на почетокот на уште еден нов ден кој Господ ни го подарува во нашиот живот, почитувани. И затоа е многу важно да бидеме свесни за времето во кое живееме. Знаеме дека почетокот ни дава будност, наутро ние се будиме и имаме една нова можност, нов ден е пред нас. Може би на почетокот сме полни со љубов, полни со волја за живот, бидејќи се старото исчезнува и започнува еден нов живот во тој ден кој Господ ни го подарува. Очите ни се секако отворени и желни сме да знаеме, но во текот на денот може да најдат тешки моменти, тешки мигови кога може би нашите духовни очи половина ќе бидат затворени, зашто сме премногу окупирани со секојдневните проблеми. Колку сме свесни за нашите животи што ние ги имаме, што Господ ни ги подарил. Честопати може би не сме свесни за Божето присуство околу нас. Бог е постојано
okolo nas, iako najduvati problemi, iskušenja i prečki može biti kako planine, no sepak Gospod je tuka pored nas. Isusaka da ne razbudi od našата mlakost, od našata nezainteresiranost, od našata letargija. To je saka da ni dade jedna nova perspektiva, da ni dade jedna nova možnost i zato svaki den je nova prilika, nova možnost, nov Boži podarok za nas i mnogo blagoslov što Gospod saka da gi dade vo toj den. I zato to je saka da bideme budni, zato što jedno je sigurno. Gospodarot na kućata ili domakinot ke se vrati koga, ne znajeme, no zato treba da bideme postojeno budni. Ovo su znanje deka gospodarot, odnosno Hristos ke se vrati, ne drži budni i treba navistinu da ne drži budni. Sekoj ke odgovara za konkretnata usluga što je dobil, na kogo ke mu se dade poveke, veli Biblijata, ke se bara od njego i poveke. Od nas se samo bara da bideme vratari, znači da bdejeme i koja ke se pojavi žene, kod koja ke se pojavi Hristos, navistina ne samo nije da bideme budni, tuku da gi razbudime i tije koji se okolo nas. Sikjavate na 10 devojke i site zaspale, međutim, koga vratarot ili koga čuvarot koji bil nadvor, go primitil do aganjeto na ženiko, toj viknal i site se razbudile. No, jednite nemale dovoljno maslo, a drugite imale i gi zapalile svojte svetilnici. I zato neka navistina i ovaj den koji Gospod go podari, da se razbudime ne samo fizički što smo budni, tuku i duhovno da gi otvorime naše te oči, za da bideme svesni u vremeto u koje živeme. Ne vreme za spijenje, tuku vreme da gi duhovno otvorime očite i da bideme podgotveni za dojanje to na Hristos. A v sušnost i naš život može da prekrati. Niko od nas ne znaje koliko dolgo ki živeme. Sekoj den, veli Biblijate, nije dar od Boga i nije togo. Prifakjame i mu blagodarime na Gospoda što je i denes kao sam na nov den, očite ni se otvoreni fizički, može da bidem aktivni i da rabotime, no i v duhovni život da go slavime Gospoda. Evo сега na početak da ve pozdravime se od na hristijanska pesna, potoki se vratime da je продолжиме емисијата. Sigurno slatka, Isuse moj, o kakva radost za mene to, dete sam Božjo, sigurno znam, otkupen sokaj, roden od zato apela i svedoča, go slavam Isus, cel život svoj. Zato apela i svedoča, go slavam Isus, cel život svoj. Od srce živo mu predava, za nego svega ja živeja. Milost i ljubov mi praća Bog, svakodnevno me ohrabrova. Zato apela i svedoča, go slavam Isus, cel život svoj. Zato apela i svedoča, go slavam Isus, cel život svoj. Od
sreća i blaženstvo svekoj čast. Sokrenat pogled očekuva, do njegov presret da poleta. Zato apejam i svedočam, goslavam Isus, cel život svoj. Zato apejam i svedočam, goslavam Isus, cel život svoj. Goslavam Isus, cel život svoj. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, следуваат сервисни информации за утро, но пред да ги споделам, би сакал само да спомнам дека вчера беше 14 ноември, светски ден на диабетичарите. Па затоа е само да кажам неколку кратки информации. Во Македонија дури 12% од популацијата боледува од ова болест. Загрижува фактот што од диабетесот заболуваат дури и најмалите, значи децата. Што придонесува за ова болест? Сега не сакам да навлегувам, најмногу секако е стресот и наследни фактори и други фактори, но како и да е, вчера се тоа обележи, имавте можност да слушате на телевизија, да читате за ова навистина широка болест која е распространета на сите светски меридијани или во сите држави. Одиме сега со сервисните информации. Денеска е 15 ноември, среда. Сонцето изгрева во 6 часот и 20 минути, а истото ќе зајде во 16 часот и 12 минути. Воздухот во Кавадрици е за денеска добар. Увезрачањето е 3, така да не е опште опасно. Прогнозата гласи дека претпладне ќе биде променливо, облачно со сончеви периоди, попладне и во текот на ноќта ќе има локални врнежи од дожд, ќе дува умерен, наместо во западните делови повремено засилен ветер од западен правец, а попладне дожд по Врдарието од северозападен правец. Слично ќе биде и во Скопје, и во Скопската котлина, со облачно и сончеви периоди, попладне и во вечерните часови ќе има повремен дожд, ќе дува умерен до засилен ветер. Гледајќи картата, метеоролошка карта на Македонија, најстудено утрово било во Беровскиот регион, значи 0 степени. Најтопло било во Охрид, утрово. Еве ги имам овде и температурите, значи по градови. Во Гевгелија од 5 до 20, Тиквишијата од 4 до 19, Пелагонија од 6 до 19, Охрид утрово било најтопло, како што спомнав, 9 степени, а ќе се искаче до 17. Интересно, во западните делови, во Беровскиот регион, од 6 до 12. Било потопло во тој дел, Дебарскиот регион, отколку во Гевгелија утрово било 5 степени. Но во текот на дента во Гевгелија ќе биде 20, додека во Дебар до 12. Скопје од 3 до 16. Како е да е, гледаме дека времето се менува. Еве ќе биде и утре, сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб и до умерен ветер, малку ќе се намалат дневните температури, а утринските исто така ќе паднат, некаде ќе се движат од 1 степен до 18 степени. И во наредните 3 денови, како што кажува овде метеоролошката карта, ќе имаме променливо, облачно време, проследено, значи и со врнежи. На 17 ќе имаме ниски температури, -2, така да вие кои живеете во тие делови, во Беровскиот или во западните делови на Македонија, ако имате цвеќиња или нешто што може да се наштити од сланата, приберете го, така да еве ќе имаме, значи, на 19 утрински температури до -2,
a dnevните ќе се искачат до 14 степени. Како е да е, полека навлегуваме и во зимскиот период, иако не сме званично, но како е да е, се уште се убави деновите, топли се релативно, по дента може да шетаме, да имаме прошетки, а секако навечер мора и да наложиме. Што се однесува до Автомотосојузот на Македонија, гледајќи го извештајот, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по намести влажни коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е умерен, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржување. Гледајќи го овде извештајот, Автомотосојузот известува дека некаде на 22 места во Македонија се гради патните правци, се реновира, така да скоро цела Македонија е раздробена, би се рекло, но се подобрува патната мрежа. Бидете внимателни кога возите, зашто овде имам, сега да не ви читам се, може да ја посетите веб страницата и да се информирате каде се вршат градежни активности на патишата широм Македонија. Како е да е, внимавајте, внимателно возите, почитувани гледачи, врзете се со вашите кајши, поеси, така да ако немате синџири во автомобилот, ставите си, затоа што може да добиете и соодветна казна, доколку тоа не се почитува. Еве, тоа беа тие сервис информации. Одиме сега да ја проследиме утринската порака, утринскиот текст, кој го наоѓаме за денеска во Евангелието според Јована, 5 глава, 22 стих. Еве како текстот гласи: Таткото не суди никого, туку целиот суд му го даде на Синот. Помеѓу првото и второто Христово доаѓање може да се воочи исклучителна разлика. Ниту еден човечки јазик не е во состојба да го опише или да ги опише сцените при второто Христово доаѓање на Синот човечки на небесните облаци. Тој треба да дојде во сета своја слава, во славата на својот татко и во славата на светите небесни ангели. Тој ќе дојде облечен во облека на светлина која носел од вечноста. Ќе биде придружуван од ангели, 10.000 по 10.000 ќе го следат на неговиот пат. Трубни звуци ќе ги повикуваат починатите свети да излезат од своите гробови. И сите вели кои се во гробовите ќе излезат од нив. Тоа е Јован, текст од Јован, 5 глава, 28 и 29 стих. И ќе се соберат пред него сите народи. Токму оној кој умрел за човечкиот род треба да им суди во последниот ден, бидејќи таткото целиот суд му го даде на Синот, му ја даде и власта да суди, зашто е човечки син. Каков ден ќе биде тоа кога оние кои ќе го отварат Христа ќе го видат оној кој го прободува нивните гревови. Тие тогаш ќе знаат дека тој им го понудил и целото небо само да застанале на негова страна како послушни деца, дека тој платил бескајна цена за нивниот откуп, но тие не сакале да прифатат ослободување од горкото робување на гревот. Додека ја гледаат неговата слава, пред нив се појавува сеќавање на Синот човечки облечен во човечка облека, ќе се присетат како постапувале со него, како го отфрлиле и предале. Пред нив во сета јаснотија ќе се појават сцени од неговиот живот, се што направил, се што рекол, понижувачката на која бил изложен за да ги спаси од гревовите, ќе се појават пред нивните очи и ќе ги осудат. Повторно го слушат гласот на Пилат: не наоѓам никаква вина во него. Тие гледаат сцената полна со понижување во холот на судницата кога Варава стоел пред Христа. Тие имале можност да го изберат оној кој бил без вина. Повторно ги слушат зборовите на Пилат: кого сакате да ви го пуштам, Варава или Исус, наречен Христос? Го слушат и одговорот: пуштете ни го Варава. На прашањето на Пилат што да правам со Исуса, одговорот гласел: нека биде распнат, нека биде распнат. Еве, почитувани гледачи, тоа беше утринскиот текст со соодветен коментар. Таткото не суди никого, туку целиот суд му го даде на Синот. И овде во описот прочитавме како се одвивале тие сцени на судниот ден, кога Исус бил на ова земја, секако, меѓутоа, како ќе реагират оние изгубените кога Исус ќе дојде по втор пат,
koga i ti moželi tamo da bidatno ta šansa za sve koja je izgubili, zato što bili neuzbilni, zato što za vreme na svoj život ne se opredelili da go sledat Isusa Hrista. Zato neka i ovaj den v koje te veke navlegovme, Hristos bide pred i pozadi nas. To i da bide vodač, da ne vodi i čuva i da kojeg je dojde Hristos na vistina da kaže evigi, odnosno dobri verni slugovo, malko si bil veren, vlezivo radosta na moj od Gospoda. Da ne bideme vona drugata grupa kojeg je velat padnete gori planini, da nego gledame liceto na onoj koji daje. Gospod neka ne blagoslovi i neka ne vodi u naš život. Odemo svega povtorno so pesna. Samo sam čovjek i tako grešna sam ja. O Bože, pošalji pomoć ti sad svoju sa neba. Mir svoj ti daj mi, milost mi daj. Tražim ja kao nikada. Jednog dana ćeš doći ti, Hriste, da nama budeš ti spas. Na oblaku belom sa anđelima ti ćeš doći po nas. Ja čekam taj dan, da tebe zagrlim ja, da vidim ja majku, sestru moju i oca svoga. Samo sam čovjek i tako grešna sam ja. O Bože, pošalji pomoć ti sad svoju sa neba. Mir svoj ti daj mi, milost mi daj. Tvoju milost tražim ja kao nikada. O jednog dana ćeš doći ti, Hriste, da nama budeš ti spas. Na oblaku belom sa anđelima ti ćeš doći po nas. Ja čekam taj dan, mili Hriste, da tebe zagrlim ja, da vidim ja majku, sestru moju i oca svoga. Da vidim ja majku, sestru moju i oca svoga. Продолжуваме со нашата програма, почитани гледачи. Вие следите утринската емисија на Радио Гласно, најдешта Разбуди се, емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои не следите и кои се вклучивте во меѓувреме. Следува рубриката Вести од дома, од Македонија и од светот. Денеска имаме повторно вести од Гвинеја. Всушност, ова е вториот дел или продолжение од минатата емисија, кога имавме вести исто така од Гвинеја.
го проследивме првиот дел од Теофан, момче или човек кој наистина имал интересни искуства со Господа. Насловот тогаш беше "Давен од невидлива рака" и видовме како тој имал напади од страна на сатаната и како отишол во црквата на адвентистите и тамо почнал да посетува, да ја проучува Библијата и одлучил да се крсти. Денеска ќе го проследиме вториот дел кој носи наслов "Преобразен". Еве, малце за подобро да гледам. Значи, насловот е "Преобразен". Таткото бил вознемирен кога Теофан се приклучил на адвентистичката црква на 7-миот ден во западноафриканската земја Гвинеја. Таткото бил возач на друга христијанска деноминација и се срамел што неговиот син, средношколец, избрал друга вера. "Имаше на недела да се премислиш", му рекол таткото. "Ако не дојдеш во црква со мене во недела, подобро е секој да тргне по својот пат." Теофан бил тажен. Тој многу го сакал свој татко, но тој исто така е искусил Исусовата сила откако неговиот чичко го поканил да се приклучи на адвентистичката црква. Имал демонски напади кои престанале дури тогаш кога адвентистите се молеле за него. Потоа, читајќи ја Библијата, дознал дека христијаните треба да ја празнуваат саботата, а не првиот ден од седмицата недела. Теофан не сакал да се врати на стариот живот. Ако не може да остане дома, ке си замине, така одлучил. Се преселил кај некој свој пријател што живеел во соседството. Дедото на Теофан решил да се вмеша. Како најстар во семејството, тој бил многу почитуван. Теофан го добил своето име по него. "Ти си збунет", рекол дедото. "Ке закажам состанок со свештеникот. Тој ќе ти помогне да ја разбереш вистината." Дедото и таткото го однеле Теофан кај свештеникот. Тој не бил било кој свештеник. Тој бил водички теолог кој предавал на универзитетот. "Што те натера да ја напуштиш црквата?" го прашал свештеникот Теофана. Теофан ја отворил својата Библија кај текстот 2 книга Мојсеева, 20 глава и рекол: "Би сакал да ги проучиме 10 Божи заповеди", рекол Теофан. Ја прочитал првата заповед која гласи: "Јас сум Господ твојот Бог, кој те изведов од египетската земја, од домот на робството. Немој да имаш други богови освен мене." Потоа ја прочитал втората заповед која забранува обожавање на икони. Сретувајќи се кон свештеникот, тој побарал од него да му ги објасни првите 2 заповеди. Свештеникот ги бранил иконите во црквата. Тој рекол дека израелците се спасиле гледајќи во бронзена змија што Мојсија подигнал во пустината, а христијаните денес можат да се спасат со гледање во иконите. Теофан продолжил на 4-та заповед која вели: "Помни го саботниот ден за да го празнуваш, 6 дена работи и сврши ги во нив сите своји работи, а 7-миот ден е сабота. Господова, денот твојот Бог, тогаш немој да вршиш никаква работа, ни ти, ни синот твој, ни ќерката твоја, ни слугата твој, ни слугинката твоја." И така тој ја прочитал 4-та заповед целосно онака како што била запишана во Библијата. Свештеникот возвратил велејќи дека законот бил променет. Теофан одговорил со зборовите на Исус: "Немојте да мислите дека сум дошол да го поништам законот или пророците. Не сум дошол да ги поништам, туку да ги исполнам." Матеј 5:17. Тогаш свештеникот го обвинил Теофан дека не ја почитува 5-та заповед. "Зарем не го сакаш твојот татко?" прашал тој. "Не го правиш тоа што тој ти го кажува да го правиш. Бог вели: почитувај го таткото свој и мајката своја." Теофан одговорил: "Но Исус рече: кој љуби татко или мајка повеќе од мене, не е достоен за мене. А кој љуби син или ќерка повеќе од мене, не е достоен за мене." Свештеникот погледнал кон таткото. "За твојот син е готово", рекол тој. "Не дозволувајте да живее со вас, бидејќи ќе влие на другите домашни." Излегувајќи од куќата на свештеникот, таткото се налутил. Тој се заканувал дека ќе му го запали изводот на Теофан од матичната книга на родените и дека ќе ги прекине сите врски со него. Тој го проколнал својот брат кој го поканил Теофан во адвентистичката црква. Теофан го бранил својот чичко,
Nikogaž ne me nauči na ništo dobro, a na ništo lošo, odgovoril той. Той само ми го покажа патот. Таткото му се пожалил на својот брат која го посетил на демонските напади. Која го подсетил на демонските напади. Теофан имаше длабок проблем, рекол тој. Го носевте кај многу лекари и тие му дава лекови. Дадовте се од себе, но ништо не помогна. Тие напади престана дори кога верниците на црквата на адвентистите почна да се молат за него. Момчето не ме следи мене, тој следи Божјата реч, Библијата. Поминале 8 месеци, животот на Теофан драстично се променил. Не само што бил ослободен од демонските напади, туку пораснал во љубовта и великодушен млад човек. Соседите кои некогаш барале од своите деца да не му пристапуваат на Теофан, поради неговото лошо влијание, сега сакале нивните деца да бидат како него. Таткото бил зачуден од извонредната промена во животот на Теофан, па му се јавил на својот брат да му се заблагодари. Ти благодарам, брате, за оно што го направи за мојот син. Момчето што го познававме претходно не е истата личност денеска. Денеска Теофан живее во својот дом и слободно ја празнува саботата. Тој се моли татко му и дедо му да го запознат Исуса, кој го променил неговиот живот. Мојата молитва сега е Бог да го промени нивното срце, да можат да ми се придружат во нова вера и да можеме да се молиме заедно, вели Теофан. Еве, почитувани гледачи, навистина убаво искуство. Може би имате и вие некое слично искуство. Теофан навистина бил свесен за ситуацијата во која се наоѓа, бил напаген од демоните, неговиот чичко го упатил кон црквата на адвентистите на 7-миот ден, потоа тој продолжил таму, се молеле верниците и било слободен. Меѓутоа имало реакции. Гледате, дори и свештеникот, тој професор, свештеник сакал да го одврати, и таткот и така натаму. Може би и вас некој сака да ве одврати од правата вистина, од правиот пат. Не дозволете некој да ве воведе во некоја друга патека која не е исправна. Ова момче било свесно за опасностите и за теретот, но се молил на Бога и Бог целосно му се открил. Тој сторил завет со Бога, се крстил, еве како што овде читавме денеска. Теофан живее во својот дом и слободно ја празнува саботата. Тој се моли, дури неговиот татко и дедо му, да го запознат Исуса на прав, на вистински начин. И затоа, еве, нека ова искуство не охрабри сите нас да истраеме на тој животен пат, зашто Бог, Исус Христос, оставиле се оно што е запишено во Библијата, да го ние прифатиме. Тоа е толку едноставно напишено во Библијата и за денот саботен, за 7-миот ден и така натаму, и за сите други правила. Само земете си Библија. Ако немате Библија, ние ви ставаме на располагање да ви испратиме бесплатно Свето писмо. Одеме сега повторно со песна. Portokal, banana, limun, ananas i kalinki, crno-belo grožđe, slivi i lubenici, smokvi, creši, višnji, dinji, ribizli i malini. Koliko sakam jazda jadam,
Modri slivi, praski kruši, jabalki, dunja, kosten, dudinki i šumski jagodki. Kikiriki, bademi, lešnici i orevi, koliko sakam jazda jadam, sočni plodovi. Vkusovi, mirisi, sve toliko zanesno, sve pak životom si teče, sve je miljivo, ima jeden plod, što god dava Bog, odsite plodovi, to je sve pak najgolem, plodotna duhot svet, nosi miris životem, ljubav i vernost, kratost i radost, strpljivost, vozdržljivost, predanost i blagost. Odsite plodovi, to je sve pak najgolem, plodotna duhot svet, nosi miris životem, ljubav i vernost, kratost i radost, strpljivost, vozdržljivost, predanost i blagost. Продолжуваме со нашата програма, почитувани гледачи, следува рубриката Духовна порака. Всушност, во оваа рубрика сакам да ви пренесам, да ви раскажам едно вистинско искуство, кој носи наслов Човек кој ја испушил Библијата. Не знам дали го имате некаде прочитано или слушнато, меѓутоа тоа е малце подолго. Јас ќе покушам накратко да ви го пренесам, да ви го прераскажам. Всушност, станав збор за една новинарка која има интервју со едно момче, со еден човек по име Вилијам. И затоа ова искуство е пишувано во прво лице, јас ќе се постам како оној кој го прашува и кој одговара, како оној кој одговара, се мисли на Вилијам. Ово искуство се случило пред повеќе години во Германија. Значи, човек кој ја испушил Библијата. Некојаш сте биле тежок злосторник, а сега сте мој гостин, кажува оваа новинерка. Полно работи сте имале во вашиот живот и може да ви наречеме, бидејќи сте добиле прекар крвав Вилијам. Како дошло до тоа, запрашала новинарката. Во ред, кажува Вилијам, прекарот го добив како дете. Едноставно ми беше задоволство да ги тепам другите деца и ги ударев до таа мера што крварија. И така во училиште зборува: внимавај, доаѓа крвавиот Вили. Зошто сте така постапувале? Што ве натерало да бидете така нелюбезен кон вашите школски другари? Навистина не знам, одговара Вилијам.
Знам само дека докторката уште додека бев мал на мојот татко му рекла: би било добро да немате други деца, зашто ова дете ќе ви биде зад вратот додека сте живи. Ова дете е 100% душевно пореметено, никогаш нема да биде нормално. Никогаш нема нормално да се смее, никогаш нормално нема да плаче, ма нема да знае ни да зборува. А ете, јас денес зборувам, навистина сум чудо, зборува Вилијам. Добро, дознавме многу интересни ситуации од вашиот живот, запрашала новинарката. Никој сигурно не станал лош без причина. Што ве натерало да бидете и кога сте пораснале така лош, односно така агресивен? Па, еве да ви раскажам. Мојата мајка ме отфрлила уште кога сум бил роден. Еднаш одамна сум бил оставен и сигурно има врска тоа со мене. Сигурно е поврзано со тоа дека сум поинаков од останатите деца. На 4-5 години почнав на другите деца да им ги крадам часовниците. Кога тргнав на училиште, учителот не праша што сакате да бидете кога ќе пораснете. Значи, учителот ги прашал учениците во класот. Една рече медицинска сестра, девојка, друг рече пожарникар, трет пилот. А Вили, што сакаш ти да постанеш, го запрашал учителот. Јас би сакал да бидам мафијаш, одговорил Вилијам. Не знам зошто сакав да постанам мафијаш, но се правев еден ден да бидам и мафијаш. Вашата мајка ве отфрлила, како вашиот татко пробал да излезе со тебе или со вас? Беа две можности. Би ме оставил во подрум, а мојот татко имаше чевли за работа, односно имаше работилница за чевли, значи поправал чевли и коваше шајки во чевлите и тогаш вели ме удараше со чеканот по глава или би ме повел со себе во шума за да моето вриштине која ќе ме тепа да не го слушнаат соседите. Пред да стане верник, мојот татко имаше краток фитил, значи бил многу нервозен, иако и татко му на Вилијам подосна ќе стане христијанин, ќе се обрати и целосно ќе биде променет во својот карактер, како што тоа ќе го доживе, ќе видите сами, почитувани гледачи, и со самиот Вилијам. Значи, во шума ве тепал таткови. Да, ме тепаше страшно. Еднаш толку ме истепа, што мицата на грбот ми се залепи со гној и со крв. Тоа го примети дури учителот и мојот татко беше пријавен кај надлежните органи, но немаше никаков резултат од тоа. И при тоа, ти си станал се повеќе агресивен. Да, станував се повеќе насилен. Често пати бев тепан, односно и бегав од училиште, потоа бев ставен во дом, во Штутгарт, бил во некој дом за деца, значи згрижен, но често пати вели бегав со еден пријател, сакавме да избегаме и навистина го крадевме автомобилот, вели на воспитувачот и со него побегнавме. И гледате сега што се случува. Возел Вилијам, го возел тој украден автомобил, иако немал возачки, и така додека возел лево десно, приметиле полиција и сакале да им избегат на полицијата, меѓутоа ја срутиле колата, значи назад, повторно и директно удараат во полицискиот автомобил. Имавме фронтален судир. Еден полицаец загина на лице место, другиот остана инвалид до крајот на животот. Тоа прилично трагично заврши. Полицаецот кој седел позади воланот не преживеал, умрел на лице место. Дали барем тогаш се освестивте, го прашува новинарката Вилијам, дали се освестивте дека таквите дела не одат на добро, ете сте предизвикале смрт на полицаец. Ми беше сеедно, немав никакво сочувство, видов фотографии од местото на несреќата, едноставно ме чудеше како беше воопшто некој да преживел. Значи тоа го видам на телевизија и во весници. Јас немав ни огреботина, ми беше на некој начин и смешно, а тогаш не фатија и завршивме во притвор. Му напишав писмо на мојот татко да дојде и да ме посети. Знаев дека мојот татко е доволно влијателен дека може да ме изведе од притворот. Ми рекол дека имам еден ден посета и доволно
i mi stavia sekako lisici na racete i сега и на нозете дори имал лисици и го извеле во просторијата за посети. Мојот татко стоеше таму со расширени раце, а потоа замавна и ме удри шамар силен од левата и десната страна на образите. Се заврати молчејќи отиде. И озбилно ќе ви кажам дека тоа ми беше полошо отколку наредните 14 години во затвор да поминам. Тоа што татко ми го заврте грбот, тоа ми беше најтешко. За дете не постои ништо полошо кога таткото и мајката му го свртаат грбот. После притворот во кој сте дошле како малолетник, дури тогаш сте станале вистински криминалец. Сега образложува новинарката, сте почнале да грбувате дури банки, сте биле во трговија со оружје, еднаш дури проститутки сте шверцувале во Германија и сте дошле да претепат еден друг човек дури до смрт. Тој човек ми нервираше цел ден, секојаш сакаше да му набавам некоја посебна девојка. Му реков, пуште ме на мир, но тој одеше по мене и ме влечкаше позади рамото, а јас гудрив толку силно што тој падна на подот. После тоа му скршив главата од ивичнакот на патот и така тој умре, загина. Но мене воопшто не ми беше жал. Си мисле дека тој го заслужил тоа. Ми беше така sejedno, како што реков, имав нула чувство за моите жртви. Значи, толку сте оттапеле што станале злосторник. Сите ве барале дури и преку телевизиската емисија во Германија, но на крај сепак сте биле фатени. Како сте биле фатени, прашува новинарката. Во ред бе во Свети Паоло во бегство. Една конобарка ме препозна и ја повикала полицијата. Имаше малку пукања, потом ме фати и веднаш ме одведува во затвор. Така бе во затвор се до големиот судски процес во Улм. Вашиот татко бил присутен, прашува новинарката. Беше повикан како сведок. А зошто го повикале вашиот татко на сведочење? Судијката вака размислувала. Сигурно мора да постои некој човек кој би кажал нешто позитивно за Вилјам, зашто сите кои го познавале кажувале негативно. Повикале преку 100 сведоци и сите сведоци зборувале каков пекол со мене преживеале. А тогаш размислувале, еден човек ако би дошол да каже нешто позитивно, сигурно би ја намалила казната која треба судијата да ја изрече. И навистина дошол таткото и тој сведочил исто така негативно. Ве молам, рекол таткото, воведете повторно смртна казна и пременете ја на мојот син. Не дека него сакам своето дете, јас го сакам, но со него не можеме повеќе да издржиме. Тоа уништи нашата фамилија, вака повеќе не можеме. И покрај тоа, тој страшен удар, кога собствениот татко кажува или советува дека смртната казна би била подобра, денес можам да разберам како таткото се чувствувал и каков бил мојот живот лош за сите во семејството и во околината, рекол Вилијам. И на крајот му викнав на мојот татко на излегување, зова ќе те убијам еден ден. А мојот татко знае, кога синот нешто ќе каже, тој ќе го исполни, но сепак не го убив. Бев осуден од тој затвор на 14 години, строг затвор со сигурносни мерки. Секој веќе сте имале 22 години. Во затвор сте имале многу време помеѓу станатото и за пушење. Иако во келијата пушењето било забрането, да, беше забрането, но сепак како ви успело да набавите и цигари, односно да набавите тутун. И сега Вилем ја раскажува својата животна сторија, втор дел би рекол, кога тој ќе доживее една вистинска промена, почитувани гледачи. Тој вели, има затвореници кои се задолжени да делаат оброк. Еден е задолжен за чистење, друг за ова, а трет за она. А позади вецето постоеше еден роб, еден човек, еден затвореник, кој им нудил тутун и кибрид на сите оние кои пушеле како затвореници, но немаше хартија. Значи тој тутун нудеше, но немаше хартија како да се направат цигари. Тогаш отидов, гледате сега колку бил лукав и мудар Вилијам. Отишол кај свештеникот, значи затворскиот свештеник, и му реков, јас би сакал да имам една Библија, сакам да читам за Бога, за Господа. Свештеникот се израдува, може би ќе се промени ова момче. И така со задоволство ми даде Библија. А потоа од период од 6 години,
кинев страница по страница од Библијата и ја прочитував од двете страни. Потоа листот го делев на 4 дел, значи лист хартија, тој некаде А5 формат, пример, го делил на 4 дела, така да имал 4 листови мали и мотал 4 цигари. Но претходно тој ја читал Библијата, односно ги читал тие листови што ги кинал. Во период од 6 години го испушив целиот Стар Завет и отпочнав со новиот. Потоа остана уште неколку листови. И затоа денес ме нарекуваат човекот кој ја испушил Библијата. Дали, прашува новинарката, она што го читавте, нешто поттикнуваше кај вас, ја пробудуваше вашата свест? Не, во суштината Библијата ја читав да дознам за Бога и да бидам попаметен како одинајат или без. Воопшто не мислив дека ќе се променам. Мојот татко, откако се обрати, значи тој бил исто така од краток фитил, што се вели, но кога се обратил, рекол, имаме Бог кој е љубов. Тоа го кажал неговиот татко, а тоа Вилијам го слушнал. А каде е овде Божјата љубов, се прашувал Вилијам. Дали за мене тој Бог има љубов се уште? Почнал да размислува и тука во затворот. Зошто бев толку полн со омрза? Ги читал сите текстови во Мати 5 глава за блаженствата и така натаму. Вели, јас бев горчлив, исполнет со горчлив отров, но тука во тие моменти нешто се скрши кај мене и почнав да комуницирам со Бога, иако во него се уште не верував. Му реков, кажувате дека е силен Бог. Ако е навистина таков Бог силен, тогаш нека направи нешто од мојот живот, нека го промени. Но Господе, јас сепак не ти дозволувам тоа да го направиш. Ако си мокен, тогаш прво победи мене, а потоа јас ќе поверувам. Секојаш бев борец, ми беше предизвик дали може некој да ме победи, но ништо не предчувствував. Значи во Новиот Завет, читајки посебно проповед од гората на блаженството во Матеја, ми западна во мисла стиховите, вие сте светлост на светот и така натаму. Решив озбилно во тие моменти да се пресметам со Бога. И си рекол, Боже, пробај од мене да направиш светлост, кога јас сум гламна, кога јас сум недобар, кога толку луѓе сум убил, толку злодела сум направил. Пробај сега од мене да направиш светлост. Едноставно промени ме ако можеш. И навистина ме промени. Но јас ништо во почетокот не приметував. Ништо не сте приметувале? Запрашала новинарката. Но сепак, мојот пријател, продолжил Вилијам, мојот пријател Цимер Дарко, дојде еднаш и ме праша. Вили, дали си ти нешто болен? Не, зошто прашуваш? Нешто не штима кај тебе. Ти не си истиот како што беше порано. Веќе со денови со никого не си се степал. Храната веќе не ја фрлаш, а тој тоа претходно го правил. Што е со тебе, Вилијам, да не си болен? Го прашал неговиот Цимер. А тогаш се сетив на одговорот кој го направи со Бога. Договорот кој го направи со Бога. Тој се договорил со Бога. Боже, ако ме промениш, јас тоа ќе го прифатам. Управителот на затворот приметил. Обратете сега внимание како и останатите луѓе, управителот нешто приметил кај Вилијам. Нешто се случува со тебе. Сигурно повторно изигрува представа, пробува да побегне. Во почетокот така управителот стекнал слика. Ме посматраше и свати дека сепак е нешто друго. Стапил во контакт со повереништвото за извршување казни. Отеднаш прогласиле дека на 15.2.1985 година ќе биде Вилијам пуштен од затвор. А тогаш проблемот тек започна. Имав уште половина година пред себе, значи веќе бил при крајот на издржување на затворската казна. Но да се вратиме накратко на промените, рекол Вилијам. Сте се молили на Бога? Да, одговорил Вилијам, а го запрашала новинарката. Тој ве променил. Кога вие тоа го приметивте? Тоа го приметив и кај мене дојде до кршење на моето јас, на мојата гордост, кога прочитав во 1 Јованова 1 глава 9 стих.
Ако ги признаеме своите гревови, верен е тој и праведен да ни ги опрости сите наши гревови. Разбрав дека нешто се случува, Бог сака нешто од мене. Обично луѓето нешто барат од Бога, но Бог нешто сега бараше од мене. Тоа ми се чинеше едноставно. О Боже, рекол Вилијам, опрости ми ги сите мои гревови. Амин. Тоа била неговата кратка молитва. И навистина, сега признавам, ми дојде преко глава дека преко 100 пати добивав ослободителна пресуда, но сепак се враќав назад во затворите или во притворите. Сега си реков, Боже, ти можеш да ме промениш. Јас се кајам за сите мои гревови. Ги признавам сите 100 злосторства, но ако сега признам повторно, може би повторно ќе ме вратат во затвор. Но сепак се случувала промена во неговиот живот. И навистина на неговите раце тој иститовирал 148 знаци како казнени дела, значи казнени работи што тој ги направил против законот. И во почетокот тоа го правил како да е горд на злосторствата, но по обратувањето вели почнав да размислувам за сите своји злосторства. И сега Вилијам му пишува писмо на државниот адвокат, еве што напишал. Работите стојат вака. Јас се обратив, а Библијата кажува дека морам да признаам. 100 пати пресудено било дека сум недолжен, иако бил виновен, а 100 пати бев крив. И знаев, ако одговорот биде некој писменице, значи дека е решено. Ако биде дебело писмо, тогаш уште долго ќе бидам во зад. Значи сега тој јавно признава, до јавниот државен адвокат ги признава сите своји злосторства. И навистина, после неизвестно време добива писмо од државниот адвокат. И таму пишувало, драги брате, односно претходно да прочитам, во тоа писмо имало еден лист, бела хартија, на кој пишувало, драги брате Бунт, мене никој не ме викаше брате. Ете, бил изненаден како државниот адвокат се обраќа со името брате. Уште подобро се сеќавам на вас, вие сте оптужби, а сите овие оптужби што сте ги признале не се ништо во споредба со ова поради кој сте сега во затвора. Тогаш мојот омилен лист хартија пишуваше на тој лист. Ви ослободуваме вас од сите оптужби по член 154 од казнениот закон. На 15.2.85 година ќе бидете ослободени од затворот. Ви посакувам многу Божи благослови. Значи во тоа писмо пишувало акти по кој тој требал да одлеже 123 години, бидејќи ги признал сите своји 100 злосторства. Меѓутоа, на белиот лист хартија адвокатот напишал, ве ослободуваме од сите оптужби, зашто сте се покаеле. И од тогаш вели почнав да верувам целосно во Божјата реч, зашто таму пишува верене и праведен Бог, кој ќе ви направи да сакате да живеете по неговата волја. Сепак, на крајот новинарката заклучува, сте направиле многу лоши дела. Дали сте доживееле некој од луѓето на коим сте направиле зло дело, да се сретнете и да ви простат? И еве, ќе го завршам ова малце подолго искуство, почитувани гледачи. Спомнав во текот дека Вилијам бил причинител за една собреќајка со полициски автомобил кај што загинал полицаец. Интересно сега, тој се среќава со жена му на полицаецот, која останала вдовица со 2 деца. Вели, мора да признам, кога се сретнал со таа жена, или на жената тој се обраќа, морам да ви признам, јас бев возач на таа кола. Не можам да го вратам вашиот татко и вашиот сопруг, но му го предадов својот живот на Исус. Библијата зборува за помирување и поправање, затоа ве молам да ми простите. Но таа жена стана, вели, и ме загарли. Си помислив, што е ова? И таа ми кажа, знаете, мојот маж беше верник.
Кога добивме вест дека нашиот, односно нивниот татко, а мојот сопруг е мртов, од тој ден се молиме за вас. Живиот Бог да ве спаси. Денес добивме видливо услишување на нашите молитви. И денес сум во контакт со тоа семејство и се излезе на добро. Тоа е само еден пример каде луѓето ми опростија. Навистина овде има уште неколку искуства, кај што тој се сретнал со тие луѓе на кои им направил злодела, но ете се му простиле. Интересно, на крајот тој го опишува своето искуство кога се сретнал со татко си. Бидејќи вели се обратив, не ми беше проблем да разговарам со Исуса, но никако не успев да го разберам Бог како татко. Тоа ме чудеше зошто е така, бидејќи мојот однос со мојот татко беше нарушен. Не можев Бога да го прифатам како свој татко, како пријател, да, но како татко никако. Но кога се померив со својот татко и кога меѓу нас се расчисти, не ми беше повеќе проблем да го признам Бога како свој татко. И навистина, на крајот, еве заклучува новинарката, рековте дека сте отупиле порано за потребите на другите и дека не сте имале никакво сочувство за другите. Како тоа се променило денеска? Кога денес ќе најдам на некого и ќе приметам дека со човекот нешто не е во ред, тоа ми го крши срцето. Неретко кога ќе видам дека некое дете пати, ми доаѓаат солзи на очите, значи од окорело тврдо срце Бог ми направи меко срце. Некогаш бев толку груб, а денес сум како мимоза. Доволен ми е некој стих да покрене во мене чувство и да почнам да плачам. А што е тоа што ве допрело од овој тврдокорен Вилијам? Сега сте толку нежен. Може би тоа нема да го разберете, но благодарен сум на Бога за секој ден што го помина во затворот. Затоа што пронедов нешто што може би во тој облик инаку никош не би го нашол. Најдов бесплатно богатство. Поверував, често му кажувам на моето дете: сине, животот на оној кој верува во Бога е како акциони филм. Да го знаев тоа, никогаш не би постанал гангестер, би се обратил уште на 5 години. И еве на крајот тој раскажува дека подоцна посетувал сиромашни фамилии во Штутгарт, вели во една стара напуштена куќа во периферијата на Штутгарт, кај што во која работев порано во бордел, вели имаше многу проститутки и така натаму. Тој напишал книга, Вилијам, и ја однел книгата во тој бордел да им ја подари. Показно дознав дека целиот бордел, сите господи ја купиле книгата, плачеле, зашто се препознале. Тоа ми е важно да допрам до луѓето до кои никој не допрел. Сакам да им речам, има шанси за вас и да ги пратам и тие луѓе до Бога. Тоа ми е целта. Благодарам, Вилијам, за овој разговор. Еве, почитувани гледачи, малце подолго искуство, но верам беше охрабрително. Бог може да промени сечие срце. Овој окорел злосторник, кој требал да биде осуден 143 година затвор, но ете бил ослободен, затоа што први бил ослободен од Бога во душата, а потоа се покајал пред властите, признал и денеска е тој слободен граѓанин му служи на Господа. Одиме сега со уште една песна. Ти си совршен, Ти си совршен, ти си семокен, Ти си семокен, ти заслужуваш Ти заслужуваш слава Боже, слава Боже. ке те следам, Ке те следам, ке те слушам ке те слушам, и ке те љубам ке те љубам цела вечност. цела вечност. Јас Ти си Господар, Ти си цар на все, Ти си мокен Бог, кој што создаде се, Ти си Емануел, Ти си Јаве, Ти си принц на мирот, Ти јавлето, Ти си живиот Бог, Ти си спасител,
si semoken, ti si semoken, ti zaslužujem. ti zaslužujem. Slava Bože, Slava Bože, kad te sledam, kad te gledam, kad te slušam kad te slušam, i kad te ljubam. kad te ljubam. Cela večnost, Cela večnost, ti si Gospodar, ti si car naš, ti si moken Bog, koji što pozade se, ti si Emanuel, ti si Jahve, ti si princ na miro, ti Jahve to, ti si živi Bog, ti si spasitelj, ti si vladajer, toho všelikog, ti si Alfa, Omega, Bog svetosti kraj, ti me izbavi od grehotvorstva sjaj. Ti si princ na mir, od Bože živeam za tebe. Ti si princ na mir, od Bože živeam za tebe. Gužva pоради пијалоци. Денеска ќе зборуваме за кофеинот. Дали придобивките се вредни за цената, почитувани гледачи? Кофеинот е најраспространета, може да кажеме и најкористената дрога во светот. Приближно 90% од американците секојдневно консумираат кофеин во некоја форма. Дали навиката за кофеин е безопасна или може да создаде зависност од оваа мокна дрога? Дженис Калев Фелпс, доктор на науки, објаснува како биле на конференција за зависности, од каде што таа била гостин, преведувач, односно предавач, наместо вообичајното кафе или чај, послужиле тој ден сокови и овошје. Лекарите биле бесни. Вели таа, добивме едни од најжестоките реакции од тројца говорници кои требаше да држат предавање. Тие едноставно одбија да ја започнат програмата, но тие не ја добија утринската шолја кафе. Спонзорите морале да нарачат специјален бокал кафе и сите моравме да седиме и да чекаме додека не се направи и донесе. Само тогаш ние би можеле да продолжиме со предавање, рекле тие. Тој ден требаше да зборувам за зависности, но гледката на која што туку бевме сведоци каже многу повеќе од тоа отколку што можев да зборувам цел ден. Голем дел од корисниците на кофеин, почитувани гледачи, покажуваат однесување слично на зависност. Само една шолја кафе на ден може да предизвика зависност, како и симптоми кои се јавуваат кога е прекината. Кофеинот е наречен лепак за лоши навики, затоа што ги прави другите лекови, како што е никотинот, да создаваат поголема зависност. Терен на загриженост постои секако. Кофеинот е најраспространетата и најкористената дрога во светот. Во западниот свет 90% од луѓето консумираат кофеин во некоја форма на дневна основа. Американците, например, консумираат 40 милиони шоли кафе дневно или околу 3 чаши по лице. Дневниот внес за повеќе од половина американци е 300 милиграми кофеин. 30% консумираат повеќе од 500 милиграми. Главните извори на кофеин во исхраната доаѓаат од кафе, чај, газирани сокови и енергетски пијалоци. Го има и во различни количини, например во чоколадото, какао и овошни сокови со кофеин, вода со кофеин, алкохолни пијалоци, дури и гума за џвакање со кофеин. Сето тоа е
dostupno сега. Mnogo lekovi, особено oni koji pomagaат во губење на тежината, апчења за будност, лекови против болки, диуретици, како и лекови за настинка и алергија содржат кофеин. Иако кофеинот може да ја ублажи понекогаш повремената главоболка, редовната употреба може, почитувани гледачи, да предизвика враќање на главоболката. Збрка во метаболизмот се создава секако. Кофеинот предизвикува хаос на метаболизмот така што уфрлува на хормони и на стрес во вашиот организам. Тој манипулира со допамин за брзо подигнување, но подосна може да предизвикува или да предизвика голем ризик од депресивно расположение и ментална магла во вашиот ум. Како го тоа постигнува? Кофеинот го зголемува кортизолот, хормон на стрес, чие постојано високо ниво ги влошува клучните центри за регулирање на меморијата и стресот во мозокот, хипокампусот, така наречена преводна меморија. Кофеинот користи хемиски измами за да предизвика состојба на будност и свесност што на крајот тоа води до замор и депресија. Исто како што пластичниот милионер користи кредитни картички со цел да се позајмат големи суми пари кои мора да се вратат со прилично висока каматна стапка. Почитувани, а каматните плаќања се акумулираат прилично брзо со енергија и будност предизвикана од кофеин. Симптоми на повторена кофеинска стимулација и нејзино повлекување се главоболка, се појавува замор, несоница, намалена енергија, намалена свесност или будност, поспаност, депресија, тешкоти со концентрирање, нервоза и ментална магла, болки и слични на грип, гадење, повраќање и стомачни болки може да се појави и мускул-вкочанетост, што ќе ве натера да сакате повеќе кофеин и да создавате таков магиевсен круг на зависност. Повторно повеќе и се повеќе. Зависноста од кофеин може да создаде уште во младата возраст, обично преку газирани сокови со кофеин. 1/4 од пијалоците што се денеска консумираат, например во Америка, се газирани сокови. Тоа е околу 600 порции од 350 грама годишно за секој маж, жена и дете. Потрошувачката кај тинеџерите е најголема, бидејќи мажите пијат околу 2 литри дневно на такви пијалоци. Мешавината од фосфорна киселина, шекер и кофеин не е добра за мозокот, коските или телото на која било возраст. Секојдневните газирани пијалоци од 350 грама секој ден создаваат 75 чаши шекер годишно. Тоа го зголемува ризикот од дебелење кај децата за 60%, а двојно го зголемува ризикот од дијабетис кај повозрасните. Пијалоците без шекер обично имаат поголем процент на кофеин и не се успешни во контролирањето на апетитот. Едноставно, почитувани гледачи, газираните сокови ја црпат хранливите материи кои се важни за борба против стресот, како што се калциум, магнезиум и витамин од Б комплексот. Кревањето или кревање што дава живот, тоа се вистинските придобивки за мозокот и телото, доаѓаат од добра исхрана и начин на живот, а не од дрога или кофеин. Конзумирање на многу свеж овоше, зеленчук, интегрални житарки и мешанки во редовни оброци предонесуваат за вистинска сила и енергија во вашиот живот. Секојдневното вежбање го подига нивото на енергија и менталната будност и е моќен, силен мотиватор на расположението. Кофеинот ви го одзема длабокиот сон, што ви е потребен за да ги регенерирате вашите клетки, за вашата меморија и за имуното здравје.
Pijenje to najmalko 8 čaši voda dnevno, što je potrebno v našиот живот. Ги детоксира клетките, ја подобрува циркулацијата и здравјето на нашите органи, го намалува заморот, го контролира апетитот, помага при варење, ја подобрува будноста и го чисти целиот систем од отпад. Носете шише вода со вас и пиете многу. Пиете помеѓу оброците, така што немојте да биете жедни за време на вашите оброци. Потребно е време да се врати изгубената енергија, додека го менувате вашиот животен стил за поздрави избори. Ако сте тежок корисник на кофеин, работете со медицински професионалец и едноставно спроведите ги таа промена во вашиот живот постепено. Почитувани гледачи, Бог ја разбира нашата потреба за енергија, добро расположение и сила. Тој дал духовни принципи и принципи за начин на живот кои го зголемуваат нашиот капацитет да се справиме со нашите секојдневни животни предизвици. На заморениот му ја враќа силата, го зајакнува немокниот, вели Господ. Потребно е време за да ја вратиме изгубената сила кога сме, например, практикувале добри навики што ја исцрпиле физичката и менталната сила. Бог ветил, почитувани, обнова и водство, но оние што се надеваат на Господа добиваат нова сила, се креваат на крилја како орли, трчаат и не застануваат, чекорат и не се заморуваат. Видовме колку е важна чистата вода за нашиот опстанок. Исус Христос зборува за себе и за своите со овие зборови. Библијата вели вода на животот Исус Христос, кој не повикува да ја пиеме слободно, без проблеми. Дали ќе ја пиеш Христовата вода или не, зависи од тебе и од мене. Прекрасен милостив Спасител, најдобар пријател си. Ти сияњето Божјо, живот ни подари. О, ти живот ни подари. Утешител советник ти си, по твојот дух копнеам јас. Срце ти надеж ми даваш, ако ја изгубам. О, што надеж ке изгубам. Тебе те славиме, Боже, те обожаваме, Христе, ги храниш ти срцата кол. За тебе млади се, о, млади сме за тебе.
slabost mi davaš ti sila, kon večnost ne podigaš, kon večnost ne podigaš. Tebe te slavime, Bože, te obožavame, Hriste, i hraniš ti srca tako. Za tebe mladnice, mladni sme za tebe. Tebe te slavime, Bože, te obožavame, Hriste, hraniš ti srca tako. Za tebe mladni se, mladni sme za tebe. Еве полека почнем гледачи се ближиме кон крајот на ова наша денешна утринска програма. Ја следете се уште емисијата Добро утро. Разбуди се, значи емисија која се емитува секоја среда со почеток во 9 часот. Еве при крајот сакам да ви покажам една нова книга. Тоа е мала книга, А5 формат, значи малечка е, се чита во еден здив, Од Бога оставлен Бог, од Двајт Нелсон. Сите вие кои сте љубители на добра книга може да си порачите кај нас, цената е само 100 денари, значи 45 странички има и зборува за Исус Христос, она што го тој доживеал на Голготскиот крст, и затоа книгата има символично значење Од Бога оставлен Бог. Значи, од Бога оставен Бог, зашто Исус е Бог, член на небесното тројство, така да доколку сакате да го имате ова книже, слободно нарачете, а ние ќе ви обезбедиме. Ќе добиете, значи, без поштарина на ваша домашна адреса, само ќе си платите 100 денари, бидејќи тоа е набавната цена и ние ја набавуваме од издавачката куќа Препород од Белград. А ви останатите кои сакате да изучувате Библијата, ви нудиме бесплатно светописмо, пишете ни на наш адрес. Јас постојано испреќам на разни адреси, луѓе кои порачуват. Неодамна испратив една книга, еве ќе открием во Битола, името не е важно, една госпоѓа, чии име го добив, испратив еднаш, Библијата не стигнала, не стасала, поштарите навистина не знам што работат. Меѓутоа потоа испратив по една друга агенција, по Карго, и Библијата стаса, значи, до жената, и таа испрати слика, држајќи ја Библијата во раце, радосна, среќна што ете во својот живот доживеала да има светописмо Библија. Затоа доколку и вие сакате да имате бесплатно светописмо, еве ќе ви покажам уште еднаш, слободно пишете ни, а ние ќе ви испратиме на ваша домашна адреса. Но постои и проучување на Библијата по дописен пат, а тоа е дописната библиска школа, bibliјатазборова.мк. Еве сега ќе видиме рекламата, слушнете добро и можете да влезете на веб страницата на ова дописна школа и да изучувате дома, во домашна атмосфера, Библијата, односно Свето писмо. Да видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.
Еве, полека дојдовме до крајот, почитувани гледачи, на денешнава утринска програма Разбуди се, емисија која се емитува секој среда со почеток во 9 часот. Ми беше задоволство што можевме да се дружиме денеска, малку емисијата беше подолга, траеше, скоро еве час и половина, но верам дека не беше залудно, имавме убава содржина, така да и убави рубрики, и искуства, и примери, и охрабрувања. Ми простанува да ви посакам успешна работна седмица, бидејќи се среќаваме од среда до среда. И денеска нека Господ биде со сите нас, нека не чува, да стекнеме нови искуства и чувајте се. Живееме во еден навистина чуден свет, кај што човечкиот живот е толку невреден, гледаме што се случува на Блискиот исток, но да го молиме Бога за тие места кај што се води војни, да Бог стави рака и да ги сочува невините, недолжните. Како и да е, секој добро од Господа во денот кој е пред нас. Се гледаме во наредната емисија. До тогаш, довидување. Драги гледачи, ве покануваме да бидете со нас во нашата утринска програма Разбуди се, која ќе се емитува секоја среда со почеток во 9 часот на Facebook страната на Радио Гласна надежта и на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежта. Во емисијата ќе имате можност да следите интересни содржини, сервисни информации, утринска порака, мисла на денот, искуство од земјата и странство, совети за здравието и храната, гости во студиото, порака од Библијата и многу други содржини. Бидете и вие дел од нашата утринска програма. Се гледаме.